Почитувани, добар ден. МВР на Оливер Спасовски склучило договор според кој за една гума за возило ќе плаќа и двојно поскапо отколку што секој еден граѓанин би платил кога купува иста таква гума. Вообичаено, логиката кај тендерите и набавките на големо е цената која плаќа една институција да биде далеку помала од цената на истиот тој еден производ во малопродажба. Но овде не само што цената не е помала, туку и двојно поголема. Имено со договорот тежок речиси 1,5 милиони евра, кој МВР го склучила со фирмата Pneumatic Group ДОО Скопје, една гума со димензии 215-70 R16 4x4 од брендот, односно модел Saulin Ice Blazer Alpine Evo, МВР ја плаќа 8.700 денари без ДДВ, додека иста таква гума во продажба на мало чини само 3.660 денари. Еве еден друг пример. Гума со димензии 215-65 R16 од брендот, односно модел Sava Eskimo HP2, МВР ќе плаќа 8.950 денари без ДДВ, додека иста таква гума секој еден граѓанин може да купи по цена од 4.065 денари. Ако тргнеме по логиката дека и специализираните продавници и салони за автомобили имаат заработка при продажба на гумите за возила, тогаш доаѓаме до заклучок дека од набавката на МВР имаме 750.000 евра повеќе од нормалната заработувачка, односно пари кои државата непотребно ќе ги плати, а ќе завршат во нечи джеп. Прашањето е каде треба да заврши разликата од 750.000 евра. МВР на Спасовски, доколку работи за јавниот интерес, а не за личните интереси, ќе го применеле член 114 став 1 алинеја 4 од Законот за јавни набавки, во кој е наведено дека понудата се одбива како неприфатлива во случај, цитирам, понудувачите понудиле цени и услови за извршување на договорот за јавна набавка кои се понеповелни од реалните на пазарот. Комисијата за јавни набавки на МВР, претходно во друга постапка за истата ваква набавка, има поништено постапката со токму вакво образложение за повисоки цени, но за понуда поднесено од друга фирма. Во таа постапка комисијата има вршено истражување и анализи на цените на движење на пазарот. Овој пат, според информациите кои дојдоа до нас, под притисок на помошник министерот Андријана Савевска-Павловска, таква анализа не е направена. Фактите и информациите кои ги презентирав денес се доволен повод јавното обвинителство да отвори истрага и да го испита случајот. Не сме со пари на граѓаните да се плаќаат набавки двојно поскапи од пазарните цени. Ова е чист грабеж кој мора да се санкционира, а одговорните да одговараат. 4 години власт на Заев, 4 години грабежи, 4 години украден живот. Ви благодарам.